Почитувани добро вечер од мене, Ацо Кабранов. Во оваа снежна јануарска вечер го следите отвореното студио на програмата на 1 ТВ. Во наредниве 30 на минути ваш и мој гостин е директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Добро вечер. Добро вечер и сакам најпрво да ги честитам новогодишните и божикните празници на сите гледачи на вашата телевизија. Еве јас од име на граѓаните и на нашите гледачи, од моје име ви се заблагодарувам на честитката. Крајот на годината и почетокот на новата година е впрочем и оној пресек, односно кога се сумираат резултатите од работењето на УЈАП и деночната дисциплина. Негде прочитав, па токму на почеток сакам тоа да ве прашам, прочитав ваша изјава дека сте задоволни од собирањето на полнењето на државната каса, односно дека деночната дисциплина била релативно добра, негде прочитав одлична, вие ќе кажете што е вистината. Задоволителна. Можам да кажам дека разговарајќи со колегите, кажавме во остварувањето на планот на наплатата дека и во вакви едни услови се надминавме. Односно, вкупно имаме наплатено, односно прибрано 81 милиарда 558 милиони отприлика денари, што значи дека имаме за 9,5% повеќе собрано даноци во споредба со 2017 година и 22,4% во споредба со 2015 година. Сите параметри ни укажуваат на тоа дека секаде имаме надфрлување. Например, надфрлување имаме кај персоналниот данок, таму имаме собрано 17,5 милиарди, што е 5,36% повеќе во споредба со 2017 година. Кај ДДВ-то имаме собрано 49,2 милиарди, односно имаме едно само минимално потфрлување од 0,33%, меѓутоа споредбено со сите години наназад, на вистина дека статистиките одат во прилог на 2018 година. Исто така, околу 14,7 милиарди имаме собрано данок на добивка, што е 30% повеќе во споредба со 2017 година. И сето ово укажува на тоа дека не очекува 2019 година да биде економски стабилна и да можеме да си ги реализираме сите оние проекти кои што ни се замислени. Значи, касата е задоволително полна? Јас сакам да кажам одлично полна, меѓутоа, за да не се олабавиме во 2019 и јас и моите колеги, во делот на собирањето. Во делот на собирањето секогаш можеме да бидеме подобри. Да. Добро, до 2019 практично се воведува таа голема новина, односно промена на деночната стапка, прогресивен данок се воведува, тоа беше и во изборната програма на вашата партија, на владеачката СДСМ, за враќање на средната класа. Образложението беше дека сакате да ја вратите средната класа и затоа го воведувате наместо рамниот данок, како што беше досега, прогресивниот данок. Имаше и некои што не се задоволни, што се против, про и контра, што е и нормално. Сите не можат да бидат срекни со таа промена, но тука оваа новина што ќе значи? Очекувате повеќе дека ќе наполните касата? Или сакате да биде праведен данок? Очекуваме едно праведно оданочување. Оние кои што заработуваат помалку или што остваруваат помалку приходи, да плаќаат помали даноци, оние кои што остваруваат поголеми приходи и поголеми плати, да плаќаат поголеми даноци. Исто е и со казните. Оние што се помали даночни обврзници, помали казни плаќаат. Оние кои што се поголеми даночни обврзници, поголеми казни плаќаат. Станува збор за реформа која што, како што кажавте и вие, ќе ја врати средната класа, ќе го намали јазот меѓу богатите и сиромашните, барем тоа се очекувањата, затоа што прогресивното оданочување е пример кој што се спроведува и во други веќе развиени економии во Европа и во светот. Околу 10.000 физички лица во нашата држава имаат плата повисока од 90.000 денари. Од тие 1.500 евра. Да, и околу 38.000 граѓани ќе бидат опфатени со ова прогресивно оданочување. Како што напомена и министерот Тевдовски во повеќе своји изјави, дека станува збор за дополна во буџетот од околу 25 милиони евра.
Значи математиката е таа, 25 милиони евра повеќе во буџет. Анализите кои што се направени, да. Направени, ние сме подготвени како управа за јавни приходи, ги изготвивме сите оние потребни алгоритми, апелиравме исто така и до даночните обврзници да го адаптираат својот софтвер за ова двостепено оданочување, се со цел да можеме да го спроведеме како праведно оданочување. Да, двостепено е заради тоа што до 90.000 стапката ќе биде 10, над 90.000 18. Затоа е двостепено. Да. Ако го разбирам добро. Точно. Не сум даночник, ама мислам дека од тоа што следам, така некако би дошло. 10 и 18. Но битно е дека тие што ќе бидат 18 оданочени, до 90.000 и тие ќе плаќаат 10 на 100, онаа сума што е над 90.000 ќе биде плюс 108. Оданочена со 18. А не целиот износ. Не. Околу ова прогресивниот данок малку се бунеа, дури и Стопанската комора апелираше да се пролонгира, да не се воведе веднаш. Таму се големите фирми, таму се членови големите бизнисмени и нив тоа ќе ги погоди на некој начин. Стопанските комори се представуваат партнер на управата за јавни приходи, а големите даночни обврзници се столб на успешната наплата за која што и претходно зборувавме. Врз основа на секаква дебата, ние бевме многу отворени и ги сослушавме сите критики. Со донесувањето на Законот за личен доход, ќе му дадеме шанса на ова прогресивно оданочување, кое што пред се овозможува и модернизација на една даночна администрација, меѓутоа овозможува и праведно постапување во делот на даночните обврски кај сите граѓани. Затоа што, да не се повторувам, кажав, не може сите граѓани да плаќаат изданок, а врз основа на тоа сиромаштијата да се зголемува за сметка на тоа пак да постои една одредена група на луѓе кои што остваруваат големи приходи и сето тоа да го израмниме. Ние сакаме, значи повторно кажавме, градирање. Оние кои што плаќаат, односно остваруваат помала плата, помали даноци. Оние кои што имаат одредени средни примања или поголеми примања, ќе бидат опфатени со ова прогресивно оданочување. Да се даде шанса на нешто што е ново. Секако дека секоја критика е добре дојдена. Ако добро разбирам, целта ви е она што го ветивте во изборната програма, да ја вратите средната класа. Точно. Тоа беше еден и од приоритетите. Како што приоритет во оваа година, некаде на средината на 2019 година, е повратот на 15% ДДВ кај физичките лица. Активно почнуваме да се подготвуваме и за спроведување на оваа реформа. На крајот на 2019 да вратите, ама нема на сите, ќе биде пилот програма, колку што разбрав. Најпрви треба да ги утврдиме критериумите. Уште не се утврдени. На кого ќе се однесува пред се овој проект. Понатаму треба да утврдиме до која сума ќе се враќаат средствата, како ќе го направиме тој контролен механизам за да бидеме сигурни дека навистина еднаш сме вратиле средства или некој не злоупотребува, да речеме, фискални сметки одејќи да собира по сите можни, да речеме, предпријатија или трговски друштва, даночни обврзници и така натаму. Значи има некои специфики. Токму и тоа, и начинот на заштита кој што треба да го имаме пред се за да го заштитиме и буџетот, а истовремено и да овозможиме и повратот да оди редовно кај физичките лица, сето тоа се прашања на кои што допрва треба да разговараме заедно со Министерството за финансии и со Министерството за информатичко општество и администрација. Рековте дека задоволителна е наплатата на данокот во 2018. Значи, се уште има и даночна недисциплина. Односно, има фирми или поединци кои не го плаќаат данокот. Да. Детектиравте ли? Се повторуваат ли истите и од претходните години или? Па некаде се повторуваат, некаде успеавме со дел од даночните обврзници кои што, да не звучи многу лошо, беа проблематични во делот на менаџирање на своите даночни обврски. Сепак, сакале да си признаеме или не, данокот секогаш е прв. Затоа и нашата работа не е репресијата, туку нашата работа пред се е да го полниме државниот буџет.
Имаме се уште проблем со неиздавањето на фискални сметки. Да. Например, во текот на цела 2018 година имаме извршено 5583 контроли согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања, од нив 813 се со неправилности. Например, во месец декември имаме спроведено 314 контроли, а утврдени се 195 неправилности. Претпоставувам тоа се повеќе во угостителските објекти. Угостителските објекти, трговците поединци исто така, фризерските и козметичките салони, таксистите, колонијалите, така натаму, месари, али пред се угостителите. И најмногу. Казните, важи она намалени казни и за во УЈП се намалија казните за Со стапувањето на законот на сила, веќе ќе ги адаптираме сите наши образци. Ќе ги известиме и граѓаните на веб страната како ќе се движат казните сега. Очекувате дека ќе ги намалите казните или? Секако. Ќе ги намалите. Целта на владата и на економскиот тим на владата беше да се намали казнената политика. Меѓутоа исто така и поентата е да се зголеми даночната дисциплина. Ние се гледаме во нашиот домен, другите инспекторати ќе гледаат во својот домен. Затоа што навистина е некоректно и нефер одреден даночен обврзник да го контролирате 3 пати, 3 пати да го казнувате, 4ти пат да отидете повторно да го проверите и 4тиот пат да има истата неправилност, со изјава дека мене никој ништо не ми може. Навистина, во овој период, поготово во месец декември, наидовме на голем отпор во делот на нашето спроведување на законот, односно во делот на нашето контролирање. Иако таа Вибер група која што постои кај угостителите функционира уште. Функционира одлично и знам дека сите пазите и да инспекција. Да. И таа дојава се прави од страна и на наши луѓе, затоа што знаете нешто што најмногу се плаќа е точната и доверлива информација. Така да секогаш кога таа Вибер група ќе биде да речам, подкрепена со информација од наши вработени, тогаш акциите се безуспешни. Меѓутоа, сметам дека во месец декември и понатаму ќе продолжиме, со што најдовме соодветен модул како да работиме, а пред се да бидеме доста дискретни, а сепак успешни. Да, конекцијата на ваши вработени со фирми на крајот, при крај на годината беше кога еден од инспекторите беше фатен со... Да, во елитен скопски ресторан кој што е 3 пати казнет и кој што инспекторот го затвори во котлара, затоа што самиот инспектор најде доказ со компјутерски сметки. И потоа беше избркан. Па после тоа повикавме на испомош и Министерство за внатрешни работи и финансова полиција, затоа што никој не смее да се игра со државата. Значи, се уште имате проблеми, фирмите можат и да не ве примат ако сакате да извршите контрола. Наша обврска е да постапуваме согласно закон и да го полниме буџетот. Сега за сега толку драстични проблеми не сме имале. Можам да честитам на поголемиот дел од инспекторите што навистина имаат прекрасен однос со даночните обврзници и знаат како да ја смират сета тензија. Па да, и фирмите и прочем граѓаните не треба инспекторите и проверките да ги сваќаат како екзекуција, туку како на крај краиште и инспекторите и да ги посоветуваат некој пат како треба дека ова неправилно го правите и верувам дека тоа го прават. Минатиот пат кога бев исто во ова студија го кажав истото дека коректив, ние сме пред се коректив. Но граѓаните уште ги сваќаат инспекторите не како коректив, туку како екзекутива. Знам, се бориме колку можеме да го смениме, да смениме таа символика на репресија, на екзекутива, на тенденциозност. Сакаме да градиме партнерски однос. Се надевам дека имаме успеано колку толку, чекор по чекор. Не се откажуваме. Тешко ќе оди партнерски однос кога им брцате во џебот и сакаат помалку да дадат. Знам, меѓутоа треба да не разберат, тоа е дел од нашата работа. Да, шегом. Инаку во последните 10 минути оставаме простори за вас, почитувани гледачи. Ако имате прашање кои што сакате да го поставите на директорката на Управата за јавни приходи, можете да се вклучите на еден од нашите телефони. Ги имате телефоните еве ги телефоните, да.
може да одиме со гледачите, но предходно сакам да ја прашам Сања за електронската регистрација, образец што беше. Задолжително да се достави. Јас, например, се доставив. Бев послушен, доставив таков образец, требаше секој лично да достави, само еднаш и повеќе никој пат. Така, нели? Да. Најпрви сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои што се регистрира и на сите медиуми кои што ги пренесува сите оние битни факти за спроведување на оваа регистрација во системот на персонален данок. Со тоа и дадоа големо значење на оваа реформа и дадоа шанса на оваа реформа и дадоа можност да се модернизираме како даночна администрација. Во периодот од 2,5 месеци, почнувајќи од 15 октомври до 31 декември оваа година, регистрирани се 656.000 граѓани во Република Македонија. Со тоа што имаме 94,08% реализација во делот на регистрирање. Значи само 5% задоцниле да го достават тој образец. И тоа се околу 10.000 граѓани треба да се регистрираат уште во Струмица и во Битола и околу 7.500 во Тетово, остатокот е во останатите. И вие покажавте една флексибилност. 31 декември беше последниот рок, но дадовте шанса и во наредниве денови да го достават тој образец. Последниот рок беше затоа што сакавме да ја завршиме оваа година, бидејќи веќе од 1.1.2019 година почнуваме со втората етапа од оваа реформа, за да почнеме да ја подготвуваме, односно да ја потполнуваме годишната даночна пријава, бидејќи обврска согласно Закон на управата за јавни приходи е до крајот на месец април да доставиме кај секој граѓанин кој што се има регистрирано во овој систем пред пополнета годишна даночна пријава. А граѓаните имаат обврска до крајот на месец мај да ја потврдат или да ја коригираат, односно да ни ја вратат назад, наместо да ги имаме оние гужви по шалтери. Гужвите ги направивме сега на крајот на оваа година, затоа што имаше многу за регистрација. Добро, не беше толку страшно, бидејќи отворивте канцеларии по општините. Се мобилизиравме, одевме на терен. Работеа и подолго, до 18 или 19 навечер. Па и до 21 часот. И во саботите работеа. Сами се најавувавме кај сите фирми дека сакаме да ги посетиме. Навистина, благодариме на разбирањето на сите и на сите оние кои што ни излегува во пресред и на моите колеги кои што навистина истера една голема реформа, меѓутоа и на сите обврзници кои што не удостоија со нивното внимание и со можноста да ги регистрираме. Ево од режијата веќе ме опоменуваат дека веќе има двајца гледачи кои што сакаат да ви постават прашање. Ало, добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер, овдека граѓанка од Скопје. Слушателка од Скопје, гледачка. Да, повелете. Прво да ви ги честитам празниците и нова година и божикните и да ни биде успешна оваа година, како и на вас, така и на сите граѓани во Македонија. Би сакала само да прашам што доаѓа данок од денар 2, 4, 5 денари, дали тоа мора да се плати или не? Предпоставувам во решенијата кои што се утврдени согласно годишна даночна пријава, така? Да, и доаѓа, например, на домашна адреса дека треба да се плати данок од денар, од 2, дали тоа треба да се... Ние мислам дека изготвивме едно соопштение на веб страната на управата за јавни приходи, каде што кажавме дека до која разлика не треба да се изврши никаква уплата, затоа што станува збор, предпоставам, за некаква административна неусогласеност и од страна на обврзникот кој што има доставено податоци кај нас и од страна на нашиот систем. Така да за 2, за 3, за 5 денари не е никаков проблем. Еве, директорката ги простува тие 5 денари. Задоволна сте со одговорот? Став на управата за јавни приходи. Да, се благодарам многу и ви посакам уште еднаш се најубаво. Пријатно. Благодарам. Ајде, ако го имаме и другиот гледач да го слушнеме режија. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Вака. Сакам пред се да прашам, значи не сум против тоа да сите издаваат фискални сметки. Меѓутоа, инспекторите не си ја вршат работата онака како треба. Еве како пример ќе ви кажам, значи јас сум од Кума, имам роднина што држи угостителски објект. Значи нон-стоп се вршат инспекции, не знам по колку пати вашата гостинка тоа го напомена дека се во многу чест период по 2-3 контроли се вршат, а кај локалите што се газди од албанска националност, значи воопшто не влегуваат
Па не е баш така да не правиме по етничка линија сега разлики. Значи сите го знаат тоа, не издаваат фискални сметки. Значи ако биде да се дават фискални сметки, нека важи законот за сите. Се контролира ли на пластичарската? Молам? Не, ја прашувам директорката. Еве, вие велите дека по етничка линија има ли фискални контролирате ли на пластичарската дали издаваат? Да, секаде. Во секој регион сме биле. Гледачката реагира дека на незин роднина во угостителски објект многу често им правите контроли, за разлика од угостителски објекти кај што се албанци, како што рече гледачка. Значи перцепцијата претпоставувам постои, како што го кажа тоа и вашата гледачка. И перцепцијата и понатаму ќе постои дека некаде постапуваме, само дека некаде имаме страф или не смееме да влеземе. Таа перцепција и за полицијата, и за управата за приходи, и за сите инспекции. Значи, цврсто гарантирам, и по сите анализи, не постои ни еден град во Република Македонија, не постои ни едно населено место, или еве да кажем и трговски центар или кафич, кој што бил бенефициран и не е влезено кај него заради онакви или овакви причини. Тетови гости вас не се привилегирани, нели? Сме биле и таму. Контролирате редовно? Контролираме. Поготово сега имавме доста зачестени контроли од страна на даночниот инспекторат при регионалната дирекција Тетово. Како е таму даночната дисциплина? Одлична. Одлична. Навистина одлична. Браво. Задоволна ли сте, ако е уште гледачката, од режија ми јавија дека веќе имаме друг гледач на линија. Ало? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Нешто да кажам на директорката, користувством на пензија, други примања немам, дали сум обавезен да го потполнам тој образец. Дали вие имате некоја додатни приходи освен пензијата? Ништо немам, ништо. Само пензијата се живеат, на село немам ништо ичи. Ни еденија, ни од ништо ичи, ни стока, ништо. Значи, имавме ние пресконференција на која што објавивме дека сите оние пензионери кои што остваруваат само пензија се ослободени од оваа регистрација. Така значи не треба да доставите образец за ПДД, така нели? ПДД, електронска персонален данок од доход. Да. Режија, имаме ли друг гледач на линија? Добро, гледачиве се интересираат. Некои се уште не информирани, инаку ова за пензионерите беше Да, ги ослободивме за во период од 7 години. Во период од 7 години? Да. Да не треба да не се регистрираат. Значи, сите оние пензионери кои што остваруваат само пензија. Доколку некој пензионер дополнително во наредниот период, значи покрај пензијата, оствари некој друг приход, тогаш треба да се регистрира. Регистрирањето е еднократно, значи се регистрирате сега за да им дадеме шанса на реформата и тоа трае понатака. Еве ми јавуваат дека има друг гледач. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Да, благодарам. Сакам само информација, пошто се збори за Пластичарска улица, дека таму се прават контроли. Јас лично имам искуство таму, кај што на многу пати сум бил да набавам некои работи, никој не ми дава фискална сметка. Сте купиле, а не ви дале фискална, тоа сакате да кажете? Не ми дава фискална сметка, значи сум купувал апарати и гаранција ми дава за апаратот и фискална сметка. Така јас тоа добро. Нешто не е добар, но ја го разбрав на прашањето. Разбрав, да. Секој оној кој што не издава фискална сметка може да биде пријавен на нашата телефонска линија 198. Може да биде пријавен и анонимно, во писмо, и да го достави во нашите служби. Па и граѓанинот треба и е должен да си побра фискална сметка. Должен е, поготово сега, ова претходно што го зборувавме со онаа нова реформа што планираме да спроведеме за поврат 15% ДДВ кај физичките лица, тогаш секој ќе мора да издава фискална сметка. Оној кој што нема да издава фискални сметки, нема да купуваат кај него, зашто тогаш нема да има интерес граѓанинот за да си бара повратна средства кај некои компјутерски сметки. Да, ова ќе биде еден начин на стимулација на граѓаните да си бараат фискална сметка. И очекуваме дека ќе се намали сивата економија во овој сегмент. Имаше една ситуација
најтазе за оној Black Friday, што беше нели актуелно по дуќаните низ државата. Дуќан за гардероба 12 милиони денари промет, а 9 милиони денари сторниране на сметки. Да. И сега ние дали тука треба да премижиме или треба соодветно да постапиме како што сме и постапиле. Значи има и такви ситуации. Во новиот закон кој што ќе се донесе за регистрирање на готовински плаќања, навистина ќе се внимава во делот на сторнирањето на сметките. И нема да се има оволкава слобода да може да се сторнираат сметки, а врз основа на тоа да се крие и данок. Лукаревска, што е со ова дека се намалува безготовинското плаќање највеќе до 1000 евра сега што кога одиме во продавница да купиме нешто, во кеш ќе можеме највеќе производ кој што е 60.000 и со тенденција да се оди на 500 евра, односно на 30.000. Сметам дека и тоа ќе допринесе исто така кон намалување на даночната евазија и на сивата економија. Ова се споредбени искуства, да, споредбени искуства со ова кои што навистина направиле резултати во другите земји и сето тоа е добро да го спроведеме тука и ние, ако веќе се стремиме да одиме по некои европски теркови. Па јас мислам дури дека тоа е побезбедно на картица да плаќаш, него ли во джеб да носиш 30, 60 или 100.000 денари. Да. Режија, имаме ли гледач или? Па, полека, ако немате вие уште нешто да кажете, госпоѓа Лукаревска, полека се ближи времето за дневникот. Повелете уште за крај што имате. Па јас сакам само да порачам на сите даночни обврзници да се ги менаџираат своите даночни обврски спрема управата за јавни приходи. Сакав исто така да информирам една новина, дека од 1.1.2019 година почна да функционира Risk Evaluation системот. Тоа е една донација од страна на австриската влада, преку која што ќе можеме да ги сортираме сите ризични даночни обврзници, со кои што ќе правиме контрола кај нив, значи согласно нивните даночни пријави, даночни биланси. Црна листа на... Ќе има еден семафор, да кажам, тоа е еден таков систем семафор, каде што преку неколку критериуми, околу 60 на критериуми, ќе ги оценуваме веродостојностите на сето она кое што го имаме како податок од страна на даночните обврзници, каде имаме ризик фактор и каде ќе одиме во контрола, со тоа што и ќе се намали и субјективноста и тенденциозноста во делот на спроведувањето на контролите. И тоа многу ќе ни олесни. И тенденциозноста на инспекторите. Точно така и на перцепцијата на јавноста дека некаде постапуваме субјективно. Аха, да. И веќе е активиран тој систем или? Од 1.1.2019 година почна да функционира. Да, ќе видиме како ќе бидат резултатите. Тоа многу ќе ни помогне и во делот на барањето на повратот на ДДВ, кој што можам да кажам дека имаме 41% повеќе редовност на поврат на ДДВ во споредба со претходните години. Повратот на ДДВ имаше некои спекулации дека доцните со повратот на ДДВ кај одредени фирми. Кај одредени фирми е доцнето, затоа што при доставување на листинсите за поврат гледаме дека има ризик фактор од 200. А во споредба со некој што има 5% ризик фактор. Сакам да кажам дека некој пат станува збор за фиктивни поврати, некој пат станува збор за неоправдани поврати и сите тие мораме да ги провериме и да утврдиме дека навистина нема да го испразниме буџетот незаконски. Фиктивни поврати, тоа значи фиктивни фактури издавање, така? Фиктивни фактури, да. Корекција на ДДВ пријави, подучени од наши вработени, барање на поврат наназад години кога веќе не се одобрувало поврат, затоа што тогаш им било многу страв, бидејќи веднаш ќе им се пушти инспекцијска контрола и така натаму. Па да, секој пат кога фирмата ќе побара поврат на ДДВ, прво се прави контрола од уја, па така, нели? Точно така. И сега е така. Ние навистина го запазуваме тој законски рок од 30 дена. Иако постојат неколку филтри
до моментот до испраќањето на онаа конечна листа до Министерството за финансии. Неколку филтри кои што постојат во управата за јавни приходи. Инаку рокот е 30 дена, Да. во тој рок треба да им ги вратите. Во тој рок, значи, го поднесуваат барањето, имаме тело за веродостојност, на прво и на второ ниво се затвора, па один регионално, па во генералната дирекција, па испраќаме до Министерството за финансии. Во меѓувреме може да се створат, да речеме, услови дека некаде е неопходно да направиме контрола. Некаде и при спроведена контрола правиме контрола на контрола. Тоа е супер контрола, не верувајќи во одредени, да речеме, записници. Добро, госпоđo Лукаревска, еве стартувате со прогресивен данок, очекувате повеќе да ја наполните државната каса во 2019, да има праведно одоначување, односно средства помалку да им се зимаат како данок на граѓаните кои што остваруваат помал доход, за разлика од оние што имаат поголеми приходи. Па ќе видиме дали тоа ќе функционира и дали ќе успеете во мандатот кој што е на владеачката СДСМ да ја вратите средната класа. Се надеваме и ние, тоа е и нашата желба. Да, јас... Меѓутоа мора да ни помогнат сите заедно да успееме во И тоа. повеќе да веруваат. Да. Да. Тоа да си го посакаме во новата година. Да, ви благодарам на учеството во програмата на 1ТВ и сигурно уште во текот на времето ќе разговараме и ќе ги анализираме како течат наплатите и дали овој новиот систем и сите овие новини дали се добри. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и јас вас.